Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови 80 на минути од емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеевски и еве го изборот што го направивме со колешката Маја Перовска. Глумеле со обраќајка за пари, но безбеден град ги откри. 4 цикл донеле со приколка, па го превртеле за одштета. Експлозија пред ресторан, повредени 2 лица. Рачна бомба експлодираше пред угостителски објект во Тетовско. Нов случај на маларија во Скопје, пациент се заразил по престојот во Занзибар. Буџетот за здравство се зголемува за повеќе од 7,6%, дополнителни 9,3 милиони евра за развојни програми, опрема, реконструкции и подобри услуги. Македонија има најниска инфлација во регионот. Премиерот Мицковски порача дека владата има план и резерви за секој предизвик. Левица ќе ги покани партиите на средба за изборниот законик. Сите да најдат решение за една изборна единица. Филипче им нудел високи функции на реформаторите од платформата 1205. Тие порачуваат дека не одговараат на покани од оној што ги создал проблемите. Албанската полиција одговори за случајот Ќафасан. Забрана немало за тројцата пратеници, туку само за лицето од придружбата. Трет пат срушен рекордот во наплата на царината. Во јуни во буџетот се слеале 206 милиони евра. А на самиот почеток и следната вест. Демократското право на глас на иселениците и изборниот законик не смеат да бидат жртви на дневно-политички калкулации на СДСМ, Левица и ДУИ, порачаа ВМРО ДПМНЕ во соопштение. Јавноста во Македонија е сведок на целосна конфузија, предизвикана од опозицијските партии СДСМ, Левица и ДУИ. Првиот ден седнуваат и се договараат за изборниот законик, а веќе следниот ден, откако ќе преспијат, го блокираат истиот закон за кој првично постигнале договор. Во јавноста пласираат одредени тези, а зад затворени врати всушност преговарале и преговараат за сосема други прашања. Наместо да учествуваат во носењето на законот со кој ќе се зголемат демократските права за остварување на уставно загарантираното право на глас, оваа дезориентирана опозиција сака враќање назад и намалување на правото на глас на диаспората. Како ВМРО ДПМНЕ им порачуваме на СДСМ, Левица и на ДУИ, како што се договорија да го блокираат, да седнат и да се договорат што сакаат од изборниот законик, а како владеачко мнозинство ќе прифатиме се што ќе побараат, само да се прошири и унапреди правото на глас и диаспората да гласа по пошта или електронски. Демократското право на глас на македонските иселеници и изборниот законик воопшто не смеат да бидат жртви на дневно-политички калкулации, се вели во соопштението на ВМРО ДПМНЕ. Јас за неја уште болувам, љубов наша не преболувам, песна барам, утеха за се, што ја нема крај мене. Јас за неја уште болувам, љубов наша не преболувам, песна барам, утеха за се, што ја нема крај мене. Сите пеат, а јас тагувам, нема кому да се радувам. Мене песна
мелечи се, а јас патам уште повеќе. Залудни се песни во овој час, нема срце утеха за нас. Сите велат време лечи се, а јас патам уште повеќе. Залудни се песни во овој час, нема срце утеха за нас. Сите пеат, а јас тагувам, немам кому да се радувам. Мене песна не ме весели, проклета е кој не раздели. Сите пеат, а јас тагувам, немам кому да се радувам. Мене песна не ме весели, проклета е кој не раздели. Проклета е кој не раздели. Две лица се повредени откако непознат сторител фрлил рачна бомба кон угостителски објект во тетовското село Добарце. При увидот на местото на настанот, полицијата пронашла и чаури од пиштол, а во тек е потрага по сторителот. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, случајот бил пријавен на 8 јули 2026 година, околу 1 часот и 20 минути во полициското оделение Групчин. Собственикот на угостителскиот објект, 51 од селото Добарце, пријавил дека од патничко возило Citroen кое било во движење, била фрлена рачна бомба кон ресторанот, лоциран покрај локалниот пат во селото. Од силната експлозија била предизвикана материјална штета на објектот, а повредени биле 57 од селото Чифлик и 60 од Добарце, кои во моментот на нападот се наоѓале во дворот на ресторанот. Повредените веднаш биле пренесени во клиничката болница во Тетово, каде што им била укажана лекарска помош. Увид на местото извршила увидна екипа на СВР Тетово, при што покрај трагите од експлозијата биле пронајдени и чаури од пиштол. За случајот е известен јавен обвинител од основното јавно обвинителство Тетово, а полицијата презема интензивни мерки и активности за идентификување и пронаоѓање на сторителот, како и за целосно расчистување на случајот. Kriješ od mene, minam li jaz kraj tebe, molam srce da ne prepukne. Vreme ke ni pomine, mladost ke ni ovene, drugi nekoj like ljubi me. Za sve što ednaš ne si rekov me. Ako bef me zajedno nemaše da plače me, ti za mene, ja za tebe.
kriješ od mene, a srce boli za tebe. Može meni što ne sme me. Ti da brojiš godini, jas da pijam otrovi, to ali se naši sudbini. Ako befme zajedno nemaše da žali me, za sve što ednaš ne si rekov me. Ako befme zajedno nemaše da plače me, ti za mene, ja za tebe. Ako befme zajedno nemaše da žali me, za sve što ednaš ne si rekov me. Ako befme zajedno nemaše da plače me, ti za mene, ja za tebe. Двајца жители од Тетовско се лишени од слобода поради сомнение дека се обиделе да прикажат лажна сообраќајна несреќа со цел да извршат осигурителна измама. Според информациите на Министерството за внатрешни работи, СА 44 годишен од село Джепчиште пријавил сообраќајна несреќа на крстосницата меѓу улиците 135 и Саво Тасевски во Тетово. Во пријавата било наведено дека 4 цикл со тетовски регистарски ознаки управуван од ША 45 годишен од село Јажинце излетал од коловозот и се превртел. Но при проверка на снимките од системот Безбеден град, полициските службеници утврдиле дека настанот не се случил на начинот на кој бил пријавен. Од видеозаписите било констатирано дека 4 циклот не учествувал во сообраќајната несреќа, туку бил донесен на локацијата со возило на влечна служба. Потоа бил растоварен и намерно превртен на тротоарот од неколку лица со цел да се создаде привид дека се случила сообраќајна несреќа. По координација и насоки на основното јавно обвинителство Тетово, 4 циклот бил одземен со потврда и задржан за понатамошна постапка. Полициските службеници ги лишиле од слобода ША и СА поради постоење сомнение за сторено кривично дело осигурителна измама. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за понатамошна постапка, пошто ќе следува соодветен поднесок. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
На клиниката за инфективни болести во Скопје потврден нов случај на маларија кај пациент кој неодамна престојувал во Занзибар. Пациентот побарал лекарска помош откако добил висока температура и треска, пошто бил хоспитализиран на клиниката за понатамошно лекување. Директорот на клиниката за инфективни болести Фадил Цана потврди дека станува збор за маларија и информира дека пациентот е во стабилна здравствена состојба. Тој нагласи дека навременото јавување на лекар било клучно за брзото поставување на дијагнозата и започнувањето на терапијата. Во меѓувреме, двајцата пациенти кај кои претходно беше потврдена западно-нилска треска и натаму се лекуваат на клиниката. Според лекарите, нивната здравствена состојба е добра и се очекува наскоро да бидат пуштени на домашно лекување. Деца бев мене знаев, што е љубов милице, ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побара. Деца бев мене знаев, што е љубов милице, ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побара. Мене чекај милице, еднаш ставив отров на срце. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да оставиме. Чекај милице, еднаш ставив отров на срце. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да оставиме. Да го запрев времето, да го слушаш срцето, дали ке те имав моја милице. И во цветна градина, лична коса мовила, бела рака да ти побара. Да го запрев времето, да го слушаш срцето, дали ке те имав моја милице. И во цветна градина, лична коса мовила, бела рака да ти побара. Мене чекај милице, еднаш ставив отров на срце. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да оставиме. Чекај милице,
еден без друг да оставиме. И свефне си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да оставиме. Еден без друг да остариме. Македонското здравство добива значителна финансиска поддршка од над 573 милиони денари, односно зголемување на буџетот за 7,6%. Ова представува едно од најголемите и најзначајните промени во новото буџетско прекројување, изјави Моника Трајанова, пратеник на ВМРО ДПМНЕ. Значаен дел од овие пари, односно 300 милиони денари, се предвидени за развојните програми на Министерството за здравство, што во пракса значи нови инвестициски проекти и модернизација на македонскиот здравствен систем. Над 60 милиони денари ќе се слеат во ставките здравствени услуги, медицинска опрема и здравствени објекти. Зголемување над 187%, односно дури 460 милиони денари се предвидени за реконструкција и доградба на јавните здравствени установи. Но здравствената заштита не опфаќа само модернизација и нови апарати, туку достапност до здравствена нега за секој еден граѓанин. Па така во делот на социјалните трансфери, средствата за здравствена заштита се зголемуваат за 1,185 милиони денари, што е чекор напред кон зголемена здравствена заштита за најранливите категории на граѓани. Со прекројувањето на државната каса, средства се насочени и кон енергетска ефикасност на јавните здравствени установи, како и проекти за намалување на оперативните трошоци на македонските болници. А една од главните карактеристики на ребалансот е зголемената фискална одговорност, доказ за домаќинско работење, а при тоа државата да овозможи вистинска грижа за граѓаните, рече Трајанова. Sitno sitkalo, ja ću ti dadam bre ilinoj mome, eden 100 dram pamuk, eden 100 dram pamuk. Bre ilinoj mome, 300 lakti platno, 300 lakti platno. Šo ća ti predstavit bre ilinoj mome, edena bela riza, edena bela riza. Te kažu vajed bre kovenđi Petre, da si majstor bilo, da si majstor bilo. Ja ću ti dadam bre kovenđi Petre, jedna stara para, jedna stara para.
bre kovenđi Petre, eden srebren razboj, eden srebren razboj. Što tja ti prestane bre kovenđi Petre, eden srebren prsten, eden srebren prsten. Фондот за здравствено осигурување на Македонија продолжува со мерките за намалување на трошоците за лекови и подобрување на пристапот на осигурените лица до современа терапија. Преку проширување на позитивната листа и воведување генеричка конкуренција, фондот создава услови за пониски цени, поголема достапност на лековите и поефикасно користење на јавните средства. Во одредени терапевски групи цените на лековите во Македонија се уште се повисоки во споредба со дел од земјите во регионот. Покрај објективните ограничувања што произлегуваат од големината на домашниот пазар, постојат механизми преку кои може значително да се влијае врз намалувањето на цените на лековите. Фондот ги применува двата најважни механизми: воведување нови лекови на позитивната листа, потикнување генеричка конкуренција согласно препораките на Светската здравствена организација. Во текот на изминатиот месец беа реализирани двете мерки. На позитивната А листа се воведени 3 антикоагулантни лекови, а во две терапевски групи е воспоставена генеричка конкуренција. Лекот Ривароксабан за прв пат е достапен преку позитивната листа. За терапија чија цена изнесува околу 2200 денари, пациентите досега плаќа околу 475 денари партиципација и доплата. Од наредната година нивното учество ќе изнесува само 160 денари. Истовремено цената на лекот е речиси преполовена, што представува конкретен пример како конкуренцијата и политиките на фондот директно придонесуваат за намалување на трошоците и за поголема достапност на терапијата. Кај инхалаторната терапија за астма и хронична обструктивна белодробна болест, со воведувањето нов конкурентен бренд со ист состав и иста доза, произведен во земја членка на Европската Унија, се воспоставува генеричка конкуренција. Како резултат на тоа, референтната цена по пакување се намалува од 2715 денари на 1915 денари. За пациентите ова значи дека во истата терапевска група веќе е достапен лек без доплата. Јаден сум бре бела јано и прејаден. Немој да ме каниш душо на пиење, пиен сум бре срце моје и препиен. Ако смеш бела јано покани ме, не жалам. Немој да ме каниш јано на шетање, цел свет сум го шетал јано и прошетал. Немој да ме каниш јано на муабет, ако збори тој што гори ке изгори. Ако смеш бела јано покани ме, леле јано бела јано на
smeš, bela Jano, pokani me. Lele Jano, bela Jano, na ljubenje. Ke ti ljubam beli gradi gulabici, pa da umram bela Jano, ić ne žalam. Pa da umram bela Jano, ić ne žalam. Лекот Фостер од 1 август ќе биде достапен без доплата, со партиципација од 280 денари. Но оваа цена ќе важи откако ќе се потрошат веќе постојните количини на лекот во аптеките, чија цена сега е 1081 денар. Во меѓувреме, од Фондот за здравство тврдат дека замената на Фостер, Блоцета, е веќе достапна во аптеките без доплата. Поставањето на нови лекови на позитивната листа, дел од граѓаните поднеле представки до Фондот за некои од аптеките кои не им ги давале лековите со рецепт, туку само на приватно. Директорот на Фондот рече дека токму поради тоа, од 8 јули се почнати и контроли во аптеките. Клековски тврди дека преку воведување на нови лекови на позитивната листа, но и конкуренција преку генерички лекови, очекува да се влијае врз намалување на цените. Претходно проблем имаше и со издавањето Клексани, кои од 1 јули се ставени на позитивната листа, зашто Фондот најави дека системот за рефундација ќе остане да важи до 15 јули. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Лено мори, лено га, лено, лено, лено пиле шарено. Лено мори, лено га, лено, лено, лено пиле медено. Mesečina, duša me voli sam do dalečina. Ej, teško je sam bez tebe. Ej, teško je, duša voli sam bez tebe. Leno mori, leno ga, leno, leno, leno pile šareno. Leno mori, leno ga, leno, leno, leno pile medeno.
Рекордна наплата од 206 милиони евра е остварена во јуни годинава, со што по трет пат е надминат највисокиот месечен резултат во историјата на Царинската управа. Според директорот на институцијата и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН Бобан Николовски, во државниот буџет биле инкасирани 12,68 милиарди денари, што е за 22,5% повеќе во споредба со истиот месец лани. Гостувајќи во емисијата За или против на Алфа телевизија, Николовски истакна дека во јуни биле наплатени околу 37,9 милиони евра, повеќе отколку во истиот месец минатата година. Во Царинската управа имаме континуитет на рушење рекорди. Тоа за мене е сигнал дека сме на прав пат. Трет пат имаме највисока месечна наплата од постоењето на институцијата, рече Николовски. Тој посочи дека е надминат и претходниот рекорд, поставен во јули минатата година. Според податоците што ги презентираше директорот на Царинската управа, најголем раст е забележан кај приходите од ДДВ при увоз. Приходите од ДДВ при увоз се зголемени за 26,2%, приходите од данок на моторни возила за 24,4%, приходите од царина за 19,5%, а акцизите за 15%. Николовски оцени дека најголемата вредност не е само во соборувањето на рекордите, туку во нивното повторување од месец во месец. Što leči tažni duši, leko što solzi suši. Pej, živote pej, za mene pesmata mi je leko, koji den od si go vrvi so pesna, koji taka si go vrvi veko. Pej, živote pej, za mene pesmata mi je leko, koji den od si go vrvi so pesna.
Председателот на владата Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање во однос на движењето на инфлацијата во државата и споредба со другите држави, рече дека во услови на две војни од која едната се разгорува, повторно предизвик е на владата да обезбеди доволно количини енергенси и при тоа да не дозволи разгорување на инфлацијата. При тоа рече дека владата има план и резерви за секој предизвик. Инфлацијата е еден од тие сегменти кои што се случуваат во вакви предизвикувачки времиња. Ние во моментот, во јуни, успеавме да имаме најниско ниво споредено со сите држави во регионот. И посебно ме радува што кај храната таа е некаде околу 2,5%, односно кај обувките и облеката околу 2,1%, односно е под 3%. До 3,4% контрибуираат тутунот, тутунските производи и алкохолот, и исто така транспортните услуги поради високите цени на горивата, рече Мицкоски. Тој додаде дека во услови на две војни кои го нарушуваат снабдувањето со енергенси и други производи, предизвик е да се обезбеди навремено снабдување и доволно снабдување на граѓаните и бизнисот со енергенси и тие да бидат по ниски цени. Тој, како што рече, претпоставува дека битолчани се сведоци како дел од соседите доаѓаат тука и ги користат потенцијалите на бензинските пумпи кои што се во околината на Битола или во Битола за да ги наполнат своите резерви со гориво, што значи дека ние обезбедуваме и за нив, не само за нашите потреби, рече Мицкоски. Тој потсети дека земјава има статистички убедливо најниска цена на горива и се надева дека конечно конфликтот на Блискиот Исток ќе заврши и владата ќе може да планира поструктурирано и појасно во периодот кој што следи.
Координаторот на пратеничката група на Левица Борислав Крмов најави дека Левица во понеделник официјално ќе ги покани опозицијските партии на средба за изборниот законик, со цел да се излезе со заеднички предлог за една изборна единица, стои во соопштението на Левица. Прво и основно, ова е бегање од одговорноста на ВМРО-ДПМНЕ. Нема потреба да се состанува само опозицијата, треба сите, но во ред, ако веќе ни ја префрлаат топката, ние го прифаќаме предизвикот. Ќе свикаме средба на опозицијските партии. Планираме од понеделник официјално и да ги поканиме опозицијските партии, истакна пратеникот Крмов. Маркетинг, сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Sokol pije voda na Vardarot. More sokol pije voda na Vardarot. Jane belo grlo.
Пратениците од СДСМ, кои се дел од платформата 1205 наречена Разговори за еднината, велат дека на покани без датум, време и место за средби со лидерот на СДСМ нема да одговараат. Нивното соопштение е одговор на најавите на СДСМ дека извршниот одбор донел одлука да ги повика на дебата, но само внатре во партијата СДСМ, а не преку медиуми, откако претходно на седницата биле презентирани и ставови поостро да се постапи со овие пратеници. Од платформата одговориле: ние подолг период дебатираме со бројни искрени членови на СДСМ и поддржувачи кои посакуваат силна опозиција, но немаме намера да преговараме со оние кои ги создадоа проблемите. Затоа му порачуваме на Венко Филипче дека Бадијала испраќа луѓе кои ни нудат високи партиски функции. Во СДСМ треба да се случат структурни реформи кои ќе вратат партијата на членството. Ова раководство живее во виртуелен свет. Ако Филипче ја говореше вистината, ќе признаеше дека месеци претходно е лично од нас информиран за нашиот план за санација на СДСМ, а тој реши да се обиде да не дискредитира на најпримитивен начин. Организаторите на платформата Разговори за еднината 1205 најавија дека разговорите за еднината продолжуваат со адресирање на вистинските проблеми, без оптоварување со внатрепартиските проблеми на Филипче. Така наречената платформа беше промовирана на 1 јули од истакнати припадници на различни генерации на СДСМ. Меѓу нив е и актуелната пратеничка Славјанка Петровска, како и Андреј Петров, Игор Ивановски, Гордан Георгиев, Емилијан Станковиќ, Сашко Митовски и многу други поранешни функционери. Srede Skopje Vardar varvi, Vardar reka raspeana. Oj Vardare makedonski, od izvora dur do Soluna. Oj Makedonija. Lutirani na junaci, tvojta voda gi lekuva. Oj Vardare makedonski, od izvora dur do Soluna. Oj Vardare
Проблемот со задржувањето на пратениците од Влен на границата со Албанија бил во четвртото лице кое патувало со нив и за кое имало забрана, вели шефот на албанската државна полиција. Пресконференцијата на Скендер Хита доаѓа по реакциите за тоа што тројцата македонски функционери од Влен беа задржани повеќе од 1 час по што се вратиле. Според првиот човек на албанската полиција, на граничниот премин пристигнале 4 лица, од кои тројца поседувале дипломатски пасоши. 3 лица со дипломатски пасоши беа информирани дека може да го продолжат своето патување. Другото лице, кое беше во нивно друштво, имаше законски пречки на границата и не можеше да патува во Албанија, изјави Хита. Тој додаде дека тројцата функционери потоа самите одлучиле да не го продолжат патувањето и заедно се вратиле во Македонија. Хита нагласи дека случајот не представува исклучок и дека граничната полиција секојдневно постапува во слични ситуации. Во текот на 2025 година идентификувани се 625 слични случаи, а само во првата половина од оваа година регистрирани се 425 случаи, рече директорот на полицијата. Според него, државната и граничната полиција остануваат гаранти на спроведувањето на законот и нема причина за сомнеш во нивното постапување на граничните премини. Само за тебе звезди ја скрадам, само за тебе гора ми страдам, срце за тебе тропа колудо, дали во чудо веруваш лудо, срце за тебе тропа колудо, дали во чудо веруваш лудо. Дојди до мене, доптам да играш со мене, дојди, не чекај, доптам ќе бидам со тебе, дојди до мене, доптам да играш со мене, дојди, побрзај, доптам ќе биде, верувај. Господ е сведок, колку ми значиш, има ли начин ти моја да си, срце за тебе тропа колудо, дали во чудо веруваш лудо, срце за тебе тропа колудо, дали во чудо веруваш лудо. Дојди до мене, доптам да играш со мене, дојди, не чекај, доптам ќе бидам со тебе, дојди до мене, доптам да играш со мене, дојди, побрзај, доптам ќе биде, верувај. Сама се будиш, сама се мамиш, дека те чека, веруваш некој, а јас со душо секогаш тука, дење и ноќе не сакам друга, а јас со душо секогаш тука, дење и ноќе не сакам друга. Дојди до мене, доптам да играш со мене, дојди, не чекај, доптам ќе бидам со тебе, дојди до мене, доптам да играш со мене, дојди, побрзај, доптам ќе биде, верувај. Дојди до мене, доптам да играш со мене, дојди, не чекај, доптам ќе бидам со тебе, дојди до мене, доптам да играш со мене, дојди, побрзај, доптам ќе биде, верувај, доптам ќе биде, верувај. И тоа би било се за денес. Посакувајќи ви пријатен ден, да ја чуеме и приказната Волшебната флејта.
Многу одамна се живеела некоја жена со својот син. Не биле многу богати. Имале само куче и парче сува земјица. За да го одгледа сина си, мајката морала постојано да работи. Синот израснал силен и работлив. Тој најдобро од се што знаел е да свири на флејта. Откако ќе сработел се што треба во полето, тој ќе ја земел флејтата и ќе ја ставел на усните. Само што ќе почнале да се слушаат звуците од неговата флејта, се наоколу замирало. Изворчињата престанувале да течат. Облаците повеќе не пливале по небото. Птиците не пееле, а мајмуните престанувале да се задираат еден со друг. Сите луѓе од околијата го фалеле младиот музичар. Кога девојките од богатите домови, кои го минувале времето во забава и безделништво, ја слушнале музиката на момчето, секоја од нив сакала да го земе за маж. Но тоа сите ги одбивало. Па така, само бендисаните керки на богаташите постојано размислувале како да го погубат флейтистот. Еднаш, додека тој се шетал по полето, тие го грабнале и го фрлиле во длабока јама. Откако синот не се вратил навечер, мајката горко заплакала и го пратила кучето да го најде сини. Кучето со силен лаеш почнало да трча натаму наваму. А момчето кое паднало во јамата било живо и здраво, само што паднало во безсознание. Тој го слушнал лаежот на кучето и го повикал. Кога кучето дошло до јамата, тој му порачал да му ја донесе флејтата од дома. Кучето со радосен лаеш отрчало до куќата и почнало да се качува на покривот каде што стоела флејтата. Откако мајката разбрала во што е работата, ја зела флејтата и му ја дала на кучето. Тоа ја зело флејтата со заби, отрчало кај јамата и му ја фрлило на својот стопан. При првите звуци од флејтата, птиците престанале да пеат, мајмуните да се задираат еден со друг и сите се собрале покрај јамата за да слушаат. Мајмуните се качиле на една гранка која се беше свила крај јамата, ја спуштиле длабоко, па момчето се фатило за неа и излегло надвор. Откако се вратил дома, тој продолжил да се живее среќно со мајка си како и порано. Но откако девојките виделе дека момчето се вратило здраво и живо, повторно ги обзела омраза и почнале да коваат нов злокобен план. Па така, за време на еден лов, тие го фатиле момчето, но овој пат го фрлиле во длабок дол. Откако паднало во долот, момчето почнало да се искачува нагоре. Се искачувал тој цели 3 години. Се хранел тој со корење од растенијата, а вода пиел од кладенците. За тоа време мајка му се изнаплакала солзи. На крајот дошол денот кога момчето се искачил до крајот на долот и се нашал на голема ливада обсипана со сонце. Откако разгледал наоколу, тој видел едно поле со речиси созреан ориз. Момчето се израдувало и тргнало кон полето. За 3 години колку што се искачувал по долот, јадејќи корења и пиејќи вода од кладенците, тој толку ослабнал и бил обраснат со брада, што повеќе личал на мајмун отколку на човек. Полето го чувале 2 девојки од блиското село. Кога го виделе момчето, си помислиле дека е мајмун, па сакале да ги повикаат луѓето со лакови и стрели, но тој им викнал: "Не, немојте да стрелате. Јас сум човек кој настрадал од непријатели. Дајте ми да каснам нешто, а јас ќе го чувам полето од мајмуните." Од тогаш тој почнал да го чува полето, а девојките му донеле оризова каша. Првиот пат дошла по старата сестра и уште оддалеку грубо свикала: "Еве ти ја кашата, земи да јадеш грдоти овалкана." Вториот пат дошла по младата сестра, му се доближила и му рекла: "Брате,
ти донесов ориз. Јади ми со здравје, јас самата го направив. Еднаш пак двете сестри заедно му донеле ориз. Момчето побарало од нив оцет и чешел за да си ја исчешла косата. Девојките му донеле тоа што барало момчето. Но постарата при тоа јадовито рекла: да не си намислил убавец да се сториш. А помладата пак му понудила огледало. Тој се измил, се исчешлал и станал убаво, стројно момче. Постарата сестра прва се влюбила во него и сакала тој да и стане маж. Таа му кажала за тоа на татка си. Тој не се зачудил, ами само се насмевнал и поставил услов. Зад нашиот дом има две патеки. Едната е убава, а другата е целата со грмушки. И двете треба да се уредат. Утре секоја од вас нека се избере по една и нека се фати за работа. Кај која ќе дојде момчето да й помогне, таа и ќе си го земе за маж. Наутро постарата сестра станала уште во црни зори и отишла кон патеката каде имало помалку работа, а на помладата ја останала онаа со грмушките. Момчето тргнало да им помогне и веднаш се упатило кон помладата. Постарата сестра се налутила и му се пожалила на татка си. Зошто е толку глупав, та не дојде каде имаше помалку работа, туку се упати кон патеката со грмушки? Татко и се насмевнал и рекол: во ред, утре и двете подгответе му ручек. Она јадење што тој ќе го изеде, значи дека таа што го сготвила ќе се омажи за него. Постарата одбрала ориз со месо од елен. Помладата пак, како и обично, подготвила ориз со сос и рипчиња. Момчето повторно и помогнало на помладата и јадел заедно со неа, а не со постарата. Не сакаше бел ориз со месо, му се пожалила постарата сестра на таткото, а ете, оризот со сос го изеде. Таткото повторно се насмевнал и рекол: сега секоја од вас нека му подготви постела. Чија постела тој ќе ја одбере, за таа сестра и ќе се ожени. Постарата сестра подготвила белоснежна покривка, шарена рогозина, многу убава постелнина, убав душек и извезена перница. Помладата пак зела кафеава покривка и обична постелнина, а наместо перница ставила дрвена перница. Откако завршила со работа, таа отишла во кујната и почнала да преде. Момчето исто така дошло во кујната и долго си му абетел со девојката, а кога дошло време за спиење, тој ја одбрал постелата што таа ја подготвила. Следниот ден, татко им и направил свадба. Повторно се зачуле звуците на флейтата, славејќи ја чистата љубов. Момчето со својата млада жена се вратил кај мајка си и така продолжиле да живеат со труд и во убавина. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.